Гнеотино село кое што се наоѓа во општина Новаци, во околината на градот Битола. Името на селото се поврзува со личното име Гнеота. Се смета дека името го добило по составот на земјиштето, гнеот, што означува тешка, црна, мекакаллива земја. Селото се наоѓа во јужниот дел на Битолското поле, во алувијалната рамнина на Црна река, во западниот дел на територијата на општина Новаци. Селото е рамничарско, на надморска височина од 577 метри. Низ селото поминува регионалниот пат 2340, кој води за Битолско Мариово и се движи низ Пелагонија. Од градот Битола е оддалечено 19 километри. Од општинското средиште Новаци е оддалечено 8 километри. Селото е сместено во источниот дел на Пелагонија, источно од градот Битола. Гнеотино има слична местоположба како соседното село Рибарци, сместено на граница на рибарското блато на запад и рамницата на исток. Поради тоа има идеални услови за земјоделство, риболов и преработка на трска. Селото нема извори со вода за пиење, туку користат бунари ископани на 8-9 метри. Месностите во атарот ги носат следниве имиња: Локма, Лозјата, Ливади, Плочи, Џамојца, Душигуб, Острики, Чалии, Црно место, Горни Ливади, Садина, Класина, Маринбек, Истего, Рајчејца, Порој, Вратички, Могилица, Бродски пат, Горни и Долни Чаири, Барутница. Селото има збиен тип. Одредени делови на селото се состојат од групи на роднински куќи, но ниедна група не е сосем издвоена. За самото основање на селото нема податоци, а името на селото првпат било споменато во турски документи помеѓу 1650 и 1750 година. Во селото живее македонско население и сите родови потекнуваат од доселеници. Најстар род е Брајановци. Атарот има средна големина и зафаќа простор од 17,2 км квадратни. На него преовладува обработливото земјиште на површина од 1441,6 хектари. На пасиштата отпаѓаат 106,1 хектар, додека шумско земјиште нема. Селото, во основа, има полиоделска функција. Во селото имало неколку чифлици, кои на самиот крај на турската власт биле во посед на Мамутбек, Даутбек, Фајкбек, Ваки, Сулејман, Зекир Шукрија, Муфтија и други, сите од Битола. По 1920 година, земјата не била купувана, а државата им доделила земјиште на новите доселеници. По 1947 година, на селаните им останале само 200 хектари земја за обработување поради национализацијата. Свети Стефан е манастирска црква на Гнеотинскиот манастир. Градбата на црквата представува крстокуполен храм со осумаголна купола и полукружна апсида на источната страна. Влезот се наоѓа на западната страна. На секоја втора страна од куполата има по една монофора. По една монофора има и на јужната и северната страна, како и на апсидата. Објектот е граден од камен и тули, а покриен е со лимен кров. Во селото постои избирачкото место број 0162 според Државната изборна комисија, сместено во просториите на основното училиште. Во селото покрај и манастирската црква Свети Стефан се наоѓа археолошкото наоѓалиште градиште и црквата Свети Никола. Главна слава на ова село е Свети Никола Летен.